Благодарам. Немаше да излегувам тука, немаше да реплицирам, но видете, колега Ибраимовски, прво видете кому реплицирате и што зборувате, затоа што јас знам што се случувало од 90-та година до сега. Значи, за секој политичар, за секој човек, знам и јас што сум сгрешил и што сум направил и така натаму. И немајте мене на тој начин да ми реплицирате, тоа е исто кога се мавате со глава в зид. Не можете зидот да го рушите, затоа што јас имам информации толку многу што можам секогаш да соопштувам какви сакате негативни работи, но се потрудив позитивни да правиме, но вие сакате се враќаме на назад. Добро. 800 милиони евра, рековте, кошта Скопје 2014. Не знам колку кошта, но постои Скопје 2014. Има еден куп згради, нарочито од левата страна на Вардар, каде што имаше, знаете што имаше на левата страна од Вардар? Значи, се беше темно, змии, каждам што се случуваше, дрога се продаваше и така натаму. Што се немаше? На таа лева страна од Вардар. Овие институции сега што се изградени се во проектот Скопје 2014, да не се повторувам со координаторот, изгледа дека го имитирам. Ама колега, за вас важи. Дај да се задржиме на амандманот со Држински, да не го збориме сега по патот. Колега Минов мора да одговора. Видете, не можете вие со добри зборови да му зборувате на некој што ви удира шамари. Видете, ако ви удира шамари, некој треба бокс да му удрите. Така, тоа и во политиката е така. Јас не ќе тоа да наметнам, но тоа е 800 милиони евра, има институции. Кај се 2 милиарди евра што сте се задолжиле до сега, кај се пари, почитувана заменик министер, еве, кажете му и на пратеникот, кај се пари, нигде ништо не се гради, штети се направија огромни, еве барем околу Кичево, тоа што беше почнато автопатот, штета има минимум 30 до 50 милиони евра на автопатот од Кичево до Охрид, со тоа што не се работел. Кај се пари сега? Ајде да зборуваме за овие поголемија пари што нигде ги немат, а се потроши. Немојте со мене така да зборувате. И моите следни амандмани се за нешто добро да се направи во оваа држава и да се тргнеме од она што го имаше до сега, што се правело и што се зборувало. Немојте да ме враќате назад. Јас секогаш гледам напред, но кога ќе видам некој што сака ме влече назад, морам да го потурам. Мора. Таков е животот. Немаме време да се враќаме назад. Уште еднаш ве замолувам, или извинете се, или заборајте, или друг пат не ми реплицирајте за овој дел, затоа што ќе ви кажам се од 90-та што се случувало во оваа држава и штета е луѓето заминаа, имаат проблеми заради тоа што вака како вас луѓе зборувале, а ништо не работеле. Благодарам.